Добар ден, почитувани гледачи. Минути резервирани за Нешто плюс со Кате и секако Македонската телевизија. Поздрав од мене, Катерина Стојановска-Десковска. Останете со нас, следуваат интересни минути. Нешто плюс со Кате и Душко Георгиевски. Ние веќе се запаливме свеќа, како што е редот, кога ќе се влезе во манастирско место, се наоѓаме токму во Марков манастир. Екипата на Нешто плюс, меѓутоа и екипата на Македонски приказки. Така? Да. Најубавите приказни за секогаш. Ние се наоѓаме во манастирот Свети Димитрија. Така, запаливме ние да, свеќа. познат како Марков манастир. Екипата во Марковиот манастир веќе престојува втора година, ако не и повеќе. Така, работно е веќе, се Работно, шминкат, атмосфера, подготвуваат да. дел од актерите. Нашите други колеги, сценските работници си коваат, подготвуваат сценографијата, а ние пак си правиме муабет додека дојдеме до вториот дел, кога ќе позборуваме малку и со нив, нели? Како всушност ви изгледа еден работен ден. Ти си 25 и може би повеќе години во Македонската телевизија, Да, како скоро режисер. 27 години. Така, режисер на многу интересни емисии, почнувајќи со неделното попладне. Така? Да. Неделното попладне режисерите се менуваме. Од неделно попладне јас се почнав емисијата Jukebox, потоа тука е звон Добро утро Македонија. Значи, твојот подпис, твоето име на крај како режисер може да го видат Да, сите. во најразлични емисии Ете, од така. најразлични жанрови. Така, јас се седнав. Убаво е времето денес. Пријатно. Меѓутоа, малку сакам да се вратиме назад. Значи, да нема дилема. Душко е прилепчанец или кумановчанец, затоа што живееш во Куманово и знам дека секогаш патуваш за да дојдеш на работа. Да. Душко Георгиевски е прилепчанец од Куманово, на време на работа во Скопје. Аха, со тројно државјанство. Да. Јас кате својата кариера ја започнав во Кумановскиот театар. Тоа беше 70-те години, кога случајно дојде во Куманово. Често ме прашуваат кој е поводот. Дали женењето може? Не, и мојата сопруга е од Прилеп. Таа ми беше гимназиска саканица, да се изразам со терминот на покојниот Дарко Даменски. Во брак сте? Веќе сме 40 години. Браво. Имаме 2 сина и 4 внучиња. Јас отидов сосема случајно Куманово. Ние бевме абсолвенти на Факултетот за драмски уметности во Белград. Јас, колегата Томче Стојков, кој воедно ми е кум, Иван Митевски, Драган Велјановски, потоа Борко Зафировски беше и Наум Пановски. Што освен судбина да речем. Така. И првата асоциација мисла дека може би сопругата нешто ме врзува. Не. Така, и јас Мене ми се допадна колективот, ми понуди, бидејќи јас имав уште на академија статус, студирав режија, меѓутоа перманентно играв сите 4 години. Значи актер. Ми понудија да бидам режисер и актер, како на секој млад човек импонира тој статус, нели? Како не? Желбата за самопотврдување, докажување, Така. можноста да работиш и едноставно случајно отидов, намерно го засакав. Намерно го засака и А јас остана да веќе живееш. со фамилија бев женет на втора Така. година на академија со 2 деца. До 90-те години мислам дека имам над 120-130 радиодрами снимено, режирано, во кои сигурно 60 главни улоги сум играл. Така. Со нашите големи актери, тука биле Илија Милчин, Вукан Диневски, тук сум правил многу адаптации на романи, на пиеси за Радио Скопје. Така. Иво Рибар Лола, монодрамата ја одиграв 280 представи, а Трајан Чаталот од Бучин, која е моја адаптација на еден босански текст со корекции допишување, моментално се уште играм. 26 години имам одиграно во Европа, бившите југословенски простори, Америка, 311 представа играв пред месец дена во Неготин ме поканија. Те гледаме сега во македонските приказни, меѓутоа за нив малку подоцна кажам, Да. а сега да позборуваме збор две, нели каков си како фамилиарен човек, каков си семен човек дома.
Татко, дедо, Јас сопруг, да. лош добар? Јас сум воспитан во духот на добрата македонска традиција. Некој вика среќно разведен, јас сум среќно оженет. Ожене, така? Така, нашиот брак функционира. Имаш обврски кои ги преземаш на тебе секогаш или? Да, кога сум слободен, јас сакам да земам усисивачот, тоест како е на македонски, преку смокалката, да го средам станот, тоа ми Во стан живеете овозможува или во куќа? во стан. Аха. Во стан и што се ми ствара некој мир, ме одмара, не ме мрзи да земам да измијам чаши, сам се пеглам од детството, исто ми чини големо задоволство, Така. затоа што на 14 години мајка ми го погреши работ на панталоните. И веќе нема. Од тогаш сам. Во кујна се снаоѓаш или тука? Не, тука тотално невест. Како се вика сопругата? Параскева. Значи Параскева е главна во кујна. Параскева е изворена. А кој е домашен министер за финансии? Кој се грижи Исто за пари? она. Така? Да. Значи домаќинка. Јас викам телефон не плаќам, струја не плаќам, парно не плаќам ништо. Значи се... Гости су повеќе дома. А колку години има Душко? Душко е Како да има 200 според ова што си го сработел. година Не пред според пензија. изгледот, не според изгледот, туку Година според пред пензија. многу нели сработено многу на вистина. Хиперактивен на вистина, година значи пред пензија, меѓутоа вака и кога ќе дојде пензијата, јас би посакала да продолжиш. Благодарам. Стојка, ајде мрдни малку. Не влечкај се. Ти да си одиш со ова, а не со мене. А ти мори, кај си тргнала? Да не те лаже умот. Кај нас да доаѓаш? Јас ке си дојдам кај нас. Ама прво да ги доведам сведоците да си го кажат тоа што ќе си го кажат кај судијата. Така да знаеш. Туку коце, утре рано кафе да ме чека. Разбра? Ајде сега, со здравје. Кои сведоци бе, племе твое, бе, да ти се плукнам. Во жената да ти се плукнам. Ајде, мори мрдни. Племе, незино, кафе. Отроване. Ајде, секе. Идам. Веќе 8 почнав да режирам детски представички и некаде бев 8 деление, прва година дојдов во гимназија, професионалниот театар ме покани во Прилеп да играм во Крвава македонска свадба. Ликот на Дуко, братот на Цвета. А Цвета играше Захарица Вартановска. А колегата наш, Бог да го прости, Димче Шише, го играше Спасе. Така? Така да, тоа ми беше првото професионално крштевање во Прилепскиот театар. Потоа продолжив во Прилепската гимназија со Марин Бабич, со Димче Дебелото, Станковски, нели? Така, рече факултет во Белград. Не, факултетот го почнав во Софија, бидејќи ми импонираше, имаше подарежија под Беглума, прва и втора година, а трета и четврта се префрли во Белград. Така, и се врати тука. Да. Прилепчанец да живее во Куманово. Сите прилепчани имаат надимци. Дали имаш и ти? Ако прашате Душко и Ѓоргиевска, Не Прилеп ќе знаеме речем. која. Меѓутоа, Не сме сигурни. ако му кажете Бизмарко, тогаш веќе се дефиниран, а тоа доаѓа од мојот дедо кој на времето бил престрог, многу достоинствен човек, и му ставиле прекарот Бизмарк. Така. Еднаш кажувал, еднаш велел и не превелувал повеќе. Дедо ми беше многу строг, татко ми Кирил и мајка ми Цветанка носе едни други убавени. Татко ми имаше едно срце, јас викав пошироко од Војводина. Тој, што велат французите, секогаш беше да бонумер. Кога ќе виде човек нерасположен, на Савајле ќе му рече што е. Што си загрижен, утре ќе биде пубаво, ќе му го дигне духот. А мајка ми, татко ми влее едно чувство да ги сакам луѓето. И навистина сум значи, од таткото. човекољубов. Да. Човекољубец. А мајка ми пак ме воспита во духот на добрата македонска традиција да бидам вистино љубив. Мала неправда мене ме исчашува. Така? Ја предлагам сега да одиме на местото каде што треба да се снима, нели? Една од македонските приказни, еве почитувани гледачи, значи ексклузивно и вие ќе можете да видите како да видиме што изгледа. ќе се случува на оваа локација овдека. Спремно? Да. Камера, Иде. сцена втора. Прв пат, тројцата пријатели, акција. Потудам лелеза, подпрашам,
Кој пат одневеле село дуге, кој... О, денес со нас ке го пиеш кафето, а? Комшија! Еј, ајде притури уште едно кафе. Доаѓа комшијава Ладе, младоженецов. Зечето ни доаѓа. Здраво, пријателе. Здраво, здраво. А Ирлија работа. Ај. Да ти кажам право, пријателе, се нажали веќе едно кафе со вас да испијам. Ако бе убаво. Абе, што се вели, машки муабет да си починиме како напред на времето што правев. На времето, друго беше сега, знаеш. О, еве го пријстија. Младоженецот. Еве, јас како да знаев, да за цел комшилук едно грне кафе су направи. Ајде сега. Замера. Ајде, седнувајте. Се трудам естетското ниво да го подигнам на приказките, да направам покрај текстуалната приказка, нели филмот има приказка, меѓутоа мора да има една визуелна приказка, за да може и малото дете по системот на действија да ја раскаже, да рече да, тоа се случи, тоа е тоа. И на крај секако бидејќи имаат пораки, треба да биде добро поентирана. Така. Ќе прашам јас дел од колегите, значи, твои, каков си ти? Како човек, нели? Како актер и како режисер. Да. Се ќе си прашам, сега да одиме да видиме Не знам, каде се. може би сум незгоден за колегите, може би... Така, гледам еве го сака да снимателот, соработуваат Јован. со мене. Ајде, Јоване, Ајде дојди да малку. кажеме. Дојди малку, Јоване. Да не Иване, се стави- често, да, кога нашиот снимател Цеко Многу драг е на мој пат, тогаш соработник, ете да. па драг соработник исто на Нешто Плюс е Јован. Значи, прават понекогаш менување и Пајо Тугатонецот исто така секогаш сега со Јован нас. да не се чувствува конфузен Да, во моје јас сакам присуство. да кажам Порно слободно, јас да јас се ќе те тргнам бранам. на страна. Не, јас ќе бранам. Не јас да се тргнам на страна. Како подобар е како режисер или како актер? Мислам подобар не во да, улогата. заборавме да кажеме а дека туку- играм во приказките. Да, па, еве, затоа Он јас ќе каже кажувам. како сум како. Така. Пред се е добар колега, мислам. Тоа е пред се, а за актер се знае, го виделе, за режисер добро сработуваме. Дали е строг? Да. Не. На тоа мисле. Не. Вика? Не. Не, значи се Секогаш држи има под компромис. контрола, да, меѓутоа со убав однос со Однос, сите вас, да. така? И затоа има и успех, нели? Тоа е. Ти благодарам, Јован. Месте си Мора со да камерата. работам, ја. Ете така. Ајде, колеги. Ајде да видиме некој друг од Стојна ја гледам. Ајде, Стојна. Малку инсерти сега. Така, Стојна. Да, повеледушно. Здраво. Јас шо каква трансформација направи. По комбето седеше до мене, преубава женска, меѓутоа сега Ами сега играм така една тетка, една селанка која оди покрај реката таму во Така. бавчите, водата да ја навади, да го навади пиперот и така. Мислам и затоа Извинувам, морам. не е селанка. Жена која дошла од село, се омажила в град. уште може и пострашно. така. Може и така да се каже. Ова, Да. значи каков е Дуле? Како колега? А, Дали ве слуша? Дуле, нема што да не слуша, тоа е заедничка соработка. Така, значи сите се слушате Да, меѓу себе? се слушаме. Со Дуле се познавам 30 години, сме работеле од мојата најрана младост со покоен, за жал, покоен мојот драг колега Ѓорги Колозов. Се уште работиме со Шенка за среќа. Сме оделе низ цела Македонија со представи, сме... Значи нема проблеми. Нема проблем, ние многу добро се познаваме, вака само да се погледнеме, доволно е и текстот веќе ни извира низ очи, вака се читаме. Значи, Ма, меѓусебно не- разбирање. Да, разбирање имаме, апсолутно. Овака ќе видам. Така, дај сега да видам текстот. Вајца, ве најдов. Тама, Работно, така? работно. Сега Што ќе правите? втората сцена. Сефтето е почнато на приказнава вчера, а денеска вториот дел екстериерите по убавиот, што би се рекло, во природа. Така, лоша сна, леле, не сум јас таа, фала Богу. Да ти кажам, пред Добре, мене... ти си? Јас сум синот. А ова Тонес е режисерот на народните приказни, Душко Ѓоргиевски. Ајде, многу твое познато. мислење, така, И твое сега- мислење за него. За него? Во средина сум јас, Вака сега, Дуле, ела, Моето Гаѓа присуство го да не брана. му ствара Не ми да ствара. Не. обврски. седи си, ич гајле Седи нема, си, и капа ќе симнам ако треба. Ајде. Вака. Со Дуле ни оди многу во соработката.
режисер како режисер треба да го слушаме. Строг, нели? Не е строг. Не е строг. На мајтап, на шала, вака, така како што си е во приказните и ќе си ја истераме приказната. Значи тоа што решил, што го замислил? Тоа е најважно што замислата што ја има за приказната, како треба да изгледа, ќе си ја направиме. Дури да има отпор кај вас во почеток, до крај ќе смените мислење. Не, ќе се договориме. Што се вели, поново ќе најдеме компромис. Така, заеднички јазик ќе најдете. Значи, добар. Одлично. Добар колега. И колега добар, точно така, зашто ем режисер, ем глумец. Оди мајка ти да не те тепа, чека да не те чека. Едно кадро да си направиме од Каршија таму и не сликаат. Да. И не снимаат и не сликаат. Да. Владо, фала ти многу, се гледаме секако. Фала многу кате и тебе, па бојрум те на снимањево на вака. Ајде, тука. Ајде, чао. Додека ние чекаме Шенка да дојде, да ни кажеш дали имаш добиено и награди, затоа што кажа многу учества, меѓутоа некако не се фалиш. Во театарот имам една единствена награда добиена за Фром на Чинго, на театарските игри Чернодрински, 80-те години. Може би ме заобиколија некој во однос на телевизијата, иако направив добри документарни филмови. Тоа е Еден живот, два работни века со Мето. Потоа направив првата документарна игра на Последната капка, првата судиска. Не знам зашто немав таја среќа да отидат на фестивал. Меѓутоа би сакал нешто да поразговараме со мојата драга колешка. Ајде, да поминаме заедно во Кумаровскиот театар. Младост. И на јавноста кажа како Ѓорѓе седел во Любовниците. Така и пати каде? Во песна? Во песна на Давичо. Потоа игравме во Каде паќаш со раката? Каде ставаш раката? Како било, пази? Ќе ставе, требаше Душко Наумовски, колегата, ќе рече прегрни ја Шенка и Јоко глед. Внимавај Душко како ќе ставиш раката. Да не е нешто пониско овде. Да, заради тоа. Шенка, каков е вака кога работите? Каков е Дуле? Ајде би сакал. Ти си најотворена од сите, кажа се добро. Во приказните. Да. Овде сега во приказните ти си човекот што го пишува сценариото, нели, за приказните? Јас сум задоволна. Така? 80%. Така? А секогаш 100% никогаш не може да бидат ниту тој од мене задоволен, ниту јас од него. Затоа што крајните гледања на нештата сепак мора да има некоја разлика. А мене ми се допаѓа што се труди и им даде едно поголемо богатство од негова страна, се потруди да направи баш играна програма од приказните. Како што доликува Шенка на македонска телевизија, нели? Не, како што доликува на Душко Ѓоргиевски моментално. Јас еден брехтовски однос сакам во играта, во начинот, во целиот пристап, а тој знае малку драма некогаш да даде, непотребно, според мене. Инаку имаме многу добра соработка, јас сум многу среќена што баш ги работи и сака да ги работи, што е најважно. Не ги работи затоа што мора, туку затоа што сака, и мислам дека во она што го гледам на крај, дека тоа се познава, се познава, дека трудот се гледа, дека убавината на приказните се гледа, и сакам да искористам оваа прилика. Пред известно време се слушнав со еден гледач кој што рече 50 снимивте за една година. Па таа телевизија зошто молчи? Па секој ден треба, па ништо друго не е снимано. Емисијата нешто пусокате не молчи, навистина. Ете, 50 вика да беше друга телевизија ќе растурија на глава и ќе ми се качеа на гледачите. Навистина така е. Еве, вика, јас не знам дека толку сте снимали. И ајде сега кажи дека не заслужува, после ова што го кажа за мене да ја вакнам. Ето така. На младост кој не можеше на старост. Сега. Еве, почитувани гледачи, значи успеавме да ви доближиме дел, значи од атмосферата, случувањето на Марков манастир, снимањето на македонски приказни. Со ова знам дека многу ваши желби ќе удоволиме, затоа што секогаш, секое барање, кого и да бараат покрај пеачите, задолжително е некој да има од македонски приказни. Поздрав до гледачите. Без разлика дали е Шенка или некој од младите, важно од македонски приказни, задолжително имам. Си бара. Да. Еве не двајца. Нашиот работен ден почнува.
Така, а мојот завршува. Ви Ајде. благодарам за времето. Ви благодарам. Так, чао. Тука, почитувани гледачи, се одјавуваме, значи, од вас со порака, останете со македонската телевизија, каде и да сте. Пријатно!